Почетокот на септември, од 1 септември, започна со реализација проектот Биди Ин, Биди инклузивен, Биди инклудиран, кој што го спроведува Фондацијата за културни и образовни иницијативи Чекор по Чекор, во соработка со две други здруженија. Едното е тука локално од Тетово, се вика Хендимак, и здруженијето Инклузива од Куманово. Проектот го спроведуваме во соработка со Министерството за образование и наука, а е поддржан од Европската Унија. Во главни цели на проектот се да се подобри инклузијата на децата со попреченост во образовните институции, но и да се разбијат стереотипите и кај нивните соученици, и кај граѓаните за инклузијата на децата во редовното образование. Во рамки на проектот ќе имаме неколку поголеми активности. Со првата активност е веќе започната. Тоа е доделување на 300 стипендии, односно доделување на стипендии за 300 дечиња со попреченост, кои што посетуваат настава во прво оделение или во второ оделение. Значи, оние кои сега се запишуваат или преоѓаат во второ оделение. Овие стипендии се во износ од 50 евра и ќе бидат доделувани во текот на наредните 3 години. Значи, оние кои што ќе станат сега стипендисти ќе имаат право да ја задржат стипендијата во наредните 3 години доколку редовно посетуваат настава. Сега со новиве услови кои што ги се створија поради кризата предизвикана од коронавирусот, ќе се земе во предвид тоа и онлайн наставата исто така ќе биде сметана како редовна настава. Повеќе информации околу аплицирањето и пријавата може да се најдат на веб страницата на Фондацијата Чекор по Чекор, која што е www.stepbystep.org.mk, каде што може да се симне пријавата, да се најдат сите информации и да се аплицира. Крајниот рок за аплицирање е 30 септември, значи ги охрабруваме вашите гледачи да побрзаат да аплицираат, едноставен е начинот за апликација. И при тоа важна информација е дека за стипендиите може да аплицираат сите граѓани, значи од цела држава, национален е повикот, и оние кои ќе ја добијат стипендијата, семејствата кои што ќе ја добијат стипендијата, не го губат правото на минималниот паричен надомест од државата. Единствен услов е само редовната настава, тоа е тоа што треба да биде застапено. Да, токму така, единствен услов е само во периодот кој следи да бидат редовни на училиште. Се работи за стипендија, рече износ од 50 евра, меѓутоа во пари се дава или можеби некои потребни алатки за нив? Да, одлично прашање. Стипендијата е во вредност од 50 евра, се префрлаат средства, значи на сметката на родителот или старателот на детето и може да се користат за било што. Знаеме дека родителите кои што имаат деца со попреченост се изложени на малку поголеми трошоци наспроти родителите на другите дечиња, така да оставено е на нив како ќе ги трошат овие средства. Веќе има доста пријавено. Важно е да се напомене дека доколку го надминеме бројот на пријавени, значи во смисол доколку се надмине бројот од 300 пријавени, имаме и дополнителни критериуми кои што ќе се земат во предвид за определување на родителите кои што ќе добијат стипендијата. Тие ќе зависат од примањата, висината на примања во семејството, самохраните родители ќе имаат исто така предност, ќе се внимава и на родовата застапеност при доделување на стипендиите. Сето тоа значи ќе биде земено во предвид доколку се надмине бројот на 300 апликации.